Постои опција која што може да биде прифатлива за двете страни, а тоа значи дека прво да видиме како политичките структури во државата стојат, институциите на државите, на крајот има институционални процеси во донесувањето на одлуките. Кај нив е тоа парламентот преку ратификација на евентуалниот договор за решението, кај нас е и парламентот и граѓаните преку референдум. Од тоа што го слушнавме во јавноста, видовме дека информираат дека не постои парламентарно мнозинство за оваа работа. Но јас се надевам дека преспиваат, добро размислуваат, заради тоа што дефинитивно Илинден и нашето Илинденско востание 903 и 1944 година нема никакви територијални претензии, ништо не загрозува од страна на Грција. За нас е важно заради тоа што не задира во нашиот идентитет, напротив го јакне нашиот идентитет, го сочувува достоинството и ги постигнуваме условите кои што за нас се важни. А исто така грчката страна добива ново име, сложена, буквално добива одредница и добива уставни промени. Јас верувам дека ова е вин-вин ситуација и уште еднаш само ќе кажам, очекувам разговорите да продолжат, очекувам да длабински се разгледат работите во сите страни, за да можеме да му дадеме шанса на овој предлог, кој што верувам дека е решение за 25 годишниот спор.